Почитувани граѓани, почитуван председателе на владата, господине Ковачевски, почитуван подпредседателе на Собранието, господин Мисовски, почитувани подпредседатели на владата, колеги министри, почитувани пратеници, членови на Комисијата за одбрана и безбедност, почитуван заменик министер Буши, почитуван пратеник од Европскиот парламент, почитуван извршен директор на Агенцијата за Европска гранична и крајбрежна стража Фронтекс, почитувани представници на постојниот корпус на Фронтекс, почитувани представници на Министерството за внатрешни работи, ваши екселенции од дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Дозволете ми да го изразам моето огромно задоволство што на денешната церемонија сме домаќини на високи представници на Европската унија кои ни укажаа чест на овој посебен ден, за што упатувам огромна благодарност. Денешниот ден е од исклучително значење за Министерството за внатрешни работи, но пред се за граѓаните на Република Северна Македонија. Договорот што го подпишавме со Европската унија, кој всушност е прв договор во регионот на Западен Балкан согласно новиот зајакнат мандат на Фронтекс, ја отвори вратата за поинтензивна оперативна соработка заснована на доверба и меѓусебно почитување. При тоа не можам а да не потсетам на посебното значење што овој договор го има за нас, граѓаните на Република Северна Македонија, како прв договор подпишан со Европската унија на македонски јазик, со што се потврди нашиот стремеж за интегрирање во Европската унија како државјани на Република Северна Македонија, а македонскиот јазик се воведе како официјален јазик и во Европската унија. Но денеска оттука ние испраќаме и уште една многу важна порака, дека не сме сами во справувањето со илегалната миграција, дека зајакнувањето на соработката со Европската унија и воопшто исполнувањето на приоритетите од Европската агенда носат конкретен бенефит за нашите граѓани. Бидејќи нашата заедничка посветеност во справувањето со илегалната миграција и прекуграничниот криминал неминовно ќе обезбеди поголема безбедност како за граѓаните на нашата држава, така и на Европската унија. Во оваа заедничка акција чекориме заедно, како рамноправни партнери, бидејќи единствено со заеднички, координиран пристап можеме успешно да се справиме со сите глобални предизвици. Минатата година, Западно-Балканската рута сочинуваше речиси половина од нерегуларните влезови во Европската унија. Следејќи ги статистиките за миграцијски движења за оваа година, Западниот Балкан и понатаму останува атрактивен миграцијски пат кон Европската унија. Затоа заедничката операција која денеска ја започнуваме, а предвидено е да трае до 24 јануари 2024 година, со можност за нејзино продолжување, има за цел со заеднички сили да ги контролираме миграцијските текови, поефикасно да се справиме со прекуграничниот криминал, вклучително и кријумчарењето на мигранти, трговијата со луѓе и тероризмот како глобални предизвици. Нашето заедништво се согледува и во заедничкото вложување во персонал и опрема за да обезбедиме поголема безбедност. За таа цел, во текот на 2023 година, Фронтекс ќе распореди повеќе од 100 службеници на постојниот корпус на грчката граница, како и патролни возила и специјална опрема. Не можам да не обрнам посебно внимание на офицерите на постојниот корпус на Фронтекс, чиј придонес за нас ќе биде од непроценливо значење. Тие ќе обезбедат поддршка во идентификацијата и регистрацијата на мигрантите и ќе помогнат да се идентификуваат ранливите групи. При тоа почитувањето и заштитата на основните права на секое лице, засегнато од операциите на Фронтекс, е во центарот на активностите на агенцијата. Но најголемата вредност од нашата заедничка операција е градењето на доверба
и меѓусебно почитување, како и понатамошното имплементирање на европските стандарди во работата на граничната полиција, размената на оперативните информации, професионалните искуства и најдобрите практики, како и обука на нашите полициски службеници, ќе обезбедат зајакнување на граничната контрола и побрзо чекорење на нашиот пат кон Европската Унија. Почитувани колеги, пред да завршам, сакам искрено се заблагодарам на тимот кој го преговараше договорот, предводен од државната секретарка во МВР, господјата Магдалена Несторовска, и на тимот од Европската Унија за успешноста и први да имаме можноста да го потпишеме овој договор. Секако сакам да се заблагодарам и на припадниците на граничната полиција, на помошникот директор, на извршниот директор на Фронтекс, на колегите кои што го подготвија оперативниот план за да можеме денеска да стартуваме со реализација. Секако благодарност и до председателот на владата, и до министрите, сите оние кои што учествуваа и помогнаа да овој настан денеска успешно биде реализиран. И на крајот благодарност и до медиумите за се она што го направија во поддршка на овој договор. Денеска отвараме ново поглавје и длабоко сум уверен дека заеднички ќе обезбедиме побезбедни граници, а со тоа и поголема сигурност за нашите, но и за европските граѓани. Ви благодарам.